Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сына и Святого Духа. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска Светата Црква го празнува еден од најомилените светители, нејзини великиот Солунски војвода, еквивалент за тој воен чин во Византија бил денешниот генерал на највисоко можно ниво. Бидејќи Свети Димитри бил човекот кој што раководел со Солунската војна област. И тој тоа не бил случајно избран за таа функција, како човек кој што е роден во едно чудесно солунско семејство со огромна функција, огромно искуство, со огромно искуство. Духовно, културно, цивилизацијско наследство пластено во тој дом. Например, на истата таа функција во Солун бил и неговиот роден тат. Таткото и мајката на Свети Димитри биле долги години бездетни, иако нивниот брак бил совршен. Се живеело во голема љубов. Меѓутоа, недостатокот на чедо го надополниле така што коленопреклоно го молеле Господа да ги дари со чедо. И тие молитви нивни Господ ги почул. Така да Свети Димитри е испросен од Господа. Испросен. И на тој начин добиен бил предмет на невидена грижа од страна на родителите. Еден сериозен, длабоко промислен, воспитен процес. Тоа е третиот век, векот на жестоки прогони на христијаните. Родителите на Свети Димитри биле високи општественици. Тие не смееле ни случајно јавно да ја прокламираат својата христијанска вера. Тогаш со империјата управувал свирепиот гонител на христијаните, императорот Максимијан. А и луѓето за кои што станува збор биле високо достојни, високо образовани и од огромна, би рекол, насушна потреба за обстанокот на Римската империја. Во тајност го чувале Христа, Господа, и така родителите на Свети Димитри на тој начин му го ја предале верата во Христа. За тоа што Свети Димитри бил многу по-мокен духовно од своите родители, тој сметал дека не треба да се крие верата во Христос. После смртта на татко му, императорот Максимијан го поставил на истото тоа место, стратешки, необично значајно за Римската империја.
Sve što znajo za Dimitrija bilo najdobroto što može da se zna i da se čuje za jedna ličnost. No, imperatorot ne znajo za verata na Dimitrija. Во денот кога го поставил за раководно лице на Солунската воена област, од Димитрий побарал да ги прогонува и да ги треби христијаните во таа област. Физички да ги уништи. Свети Димитрий станал генерал, но барањето на императорот не го исполни. Тој постапувал се спротивно од барањата на императорот. Тој христијаните ги заштитувал, ги фаворизирал во животот на градот и римската војска. Затоа се разбира чув, императорот Максимијан после на победа на Блискиот Исток намерно се вратил во Солун за да провери дали кажувањата за Димитрий се вистински или од злоба измислени и изречени. Но Димитрий во тој разговор со императорот најотворено, најискрено и неотстапно ја сведочел верата своја во Христа, распнатиот и воскреснатиот. Поради тоа бил свирепо казнуван, затваран и на крајот, стоејќи на колена во молитвен занес и диалог со Бога, свирепо и безочно убиен од војници на римската војска, во став молитвен, со неколку копија прободен и убиен. На местото каде што свети Димитрий бил убиен, никнал на почетокот Маречок храм, а потоа луѓето кои што биле, кои што ја уживале чудотворната мок на Свети Димитрий, чие тело било нераспадливо, чувствувале долг Малечкиот храм да го пресоградат во голема, огромна базиликална црква, веднаш откако се случи Миланскиот едикт во 313 година. Денеска местото на убиството на Свети Димитрий се чува во криптата на храмот нему посветен во градот Солун. Наши браќи и сестри од Струга и околу Струга деновиве баш имаа поклонички патувања во Солун и беа сведоци на огромната љубов што градот ја покажува кон својот покровител, Свети Димитрий. Солун, празникот на Свети Димитрий го слави цели 7 дена со учество на сите можни општествени и воени структури, предводени од Светата Црква Христова. И ние сме биле сведоци на тие големи радости и чествувања на светителот Солунски. Но не само Солун ја уживал светоста и добротата на Свети Димитрий. Тоа што се сочувало со Солун низ вековите, се сочувало и со нашиот град Струга. Многу пати поробуван, окупиран од разни непријателски војски и страни. На денот од Свети Димитрий на чудесен начин бил ослободуван. И последниот пат во Втората световна војна, зарем е случајно што Струга на денот од Свети Димитрија е ослободен.
Свет Струга за свои покровители, заштитници, има 20 големи генерали Христови, Свети Георгий Кападокиски чудотворец и Свети Димитри Солунски чудотворец. Но се плашам дека Струга на своите покровители и заштитници не им се одолжува достој. До неодамна безбожните комунистички власти ја бране, го славеа ослободувањето на Струга без Свети Димитри. Свети Димитри за нив не постоеше. Годинава актуелните власти на градов, ниту победата од комунистите славена ја слават, ниту Свети Димитрија го признава. Гледайте како паѓаме, се подолу и подолу. И се оддалечуваме од Господа, се подалеку и подалеку. И тоа воопшто случајно не е, се разбира. Тоа се дължи на нашиот немар, млакост, маловерие и неверие или суеверие. Како сакате. Тоа што отсуствува видливо и во енормни количини е живата вера Христова, чистата вера Христова, на која што и го должиме постоењето и обстанокот на овие простори. Треба да се замисли. Се сеќавам кога требаше да се создаде грбот на нашиот град. Предложивме во грбот да се стават 20 генерали, Димитрije на црвен коњ и Георгije на бел коњ. И потоа во другите две квадратчина што сака друго нека стават. Поважно од се беше ослободителите на овој град, вистинските негови заштитници и покровители да стојат во грбот на градот Струга. Од идеолошки причини, а потоа од Божен меѓуетнички разбирања и компромиси, сето тоа се отпада, се забора. Сполајмо на Бога, денеска во Струга се случува големата литија на денот на Свети Ѓорѓе. И градот си го кажува својот став кон светителите, колку ги сака и колку ги почитува. Али градот како народ, но не и градот како власт. Во се изгледа секаде, па и во Струга, и во нашава татковина, треба да се прави таа разлика помеѓу властите и народот. Кој е заклучок? Заклучокот е дека народот нема соодветни власти. Нема онакви какви што ги сака, какви што му треба. Па треба добро да се замисли. Зашто тоа што сакаме и од тоа што ќе испросиме од Бога, зависи што ќе имаме, браќа и сестри. И тоа е долга и широка тема, за која што јас не би сакал повеќе да расправам. Остатокот од она што би можело да се каже на оваа тема е нешто што ви припаѓа вам. Вие ќе треба да размислите добро за судбата на овој град и за народот струшки во Струга. За одговорноста што секој од нас ја има по тоа прашање. Дали сме или не сме одговорни граѓани на овој град? Дали знаеме или не знаеме што сакаме, или што треба да сакаме и што треба да испросиме од Христа, Господа, нашиот Бог и Спасител. Амин. Користам прилика да им очеститам именинденот на сите наши браќа и сестри кои поносат името на благословениот светител, но и на оние браќа и сестри кои што слават, домашна слава
imajki go Svetý Dimitri za svoj semen pokroviteľ. Amin. Čestitý blagoslov.